кратки најави за денешниот дневник. Во охридските маркети има намалување на цените, но според граѓаните недоволно за да се почувствува. Советите на Битола и Дебарца го изгласаа предлогот за меѓуопштинска соработка за регионалната депонија во Новаци. Девет години мајката на убиеното момче Димитар Матиловски чека правда. Зеленски бил подготвен да замине од претседателската функција во замена за членството на Украина во НАТО. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид по свежото и ветровито утро во текот на денот имавме претежно сончево, ветровито и потопло време со максимална дневна температура до 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта понеделник кон вторник ќе превладува претежно ведро и студено време со пат на утринските температури. Во вторник над стариот континент ќе доминира антициклонска атмосферска циркулација која што во најголем дел од Европа ќе условува стабилно време со сончеви периоди и температури кои што се над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Локално на Пиринејскиот полуостров со слаби врнежи од дожд, а во северните предели на Скандинавија и во крајните североисточни делови од континентот со локални врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и потопло со дневни температури кои што се во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 12 до 18 степени. Во Македонија во вторник студено утро со појава на умерен мраз и пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од -7 до 1 степен. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 7 до 17 степени. Во Охрид во вторник по студеното утро во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време. Ќе дува умерен североисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималната температура од -2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во Охрид во среда и четврток сончево и топло време со температури кои што ќе бидат во пораст. Минималната температура од -2, односно 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14, односно до 16 степени. Во петок сончево и топло време со дневна температура до 16 степени Целзиусови. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила.
Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Со ограничување на трговските маржи, цените на повеќе категории производи се намалени, но граѓаните сметаат дека тоа е сепак премалку за да го почувствуваат на тенкиот семеен буџет. Иако статистиката покажа раст на инфлацијата на стартот на годинава, експертите сметаат дека краткорочно мерките ќе имаат ефект, но тоа зависи од институционалната подготвеност тие да се спроведат. Намалување на цените, охриѓани велат дека малку или воопшто нема по маркетите постапување на сила на владините мерки за замрзнување на цената на основните продукти и намалување на маржите на 100 групи на производи. Дел од граѓаните веќе не ни обрнуваат внимание дали се означени производите со намалена цена, оние со помали примања пак велат дека и покрај разните мерки за зауздување на цените едва и преживуваат. Може би има, ама неосетно. Не е многу нешто да осети потрошувачот. И да се намали уште повеќе, се вели. Затоа надлежните да реагираат на време, пошто сиромаштија. Не се живее со една плата, 4 семејства не се живее. Све поскапо и поскапо, и ништо поевтино нема со намалување на цените. Цените се астрономски. Плативе, пензиве нигде. Да плати сметките, да земаш поите лекарствата, ќе поите пензијата. Во маркетите во Охрид може да се забележат налепниците на производи кои се опфатени со владините мерки. Дали доследно истите се почитуваат, ќе покажа засилените инспекцијски контроли и сумирањето на податоците на крајот април до кога траат мерките. Експертите велат дека краткорочно ќе има ефект за одржување на куповната моќ на населението, но уште сега треба да се размислува на долг рок да се комбинираат со други решенија. Например, владата да воведе мерки со кои би се стимулирало домашното производство или да се воведат мерки со кои што би се стимулирала конкуренцијата или конкурентноста. И така може би ќе се доведе до еден баланс или може да се воведат дури и мерки со таргетирање на социјални политики и така би се довел еден баланс помеѓу социјалните потреби кои што ги имаме во општеството, меѓутоа на начин да не бидат загрозени и работењето и држливоста на работењето и на бизнисите. Според професор Трајков, добра работа која е понудена со овие мерки е тоа што маркетите имаат обврска задолжително да ги објавуваат цените на сите нивни производи на нивните веб страни. Тоа ќе има ефект на страната на потрошувачката, што значи дека граѓаните ќе може да одлучуваат што е најоптимално и каде најоптимално може да ги користат сопствените парични средства и ќе се насочи, ќе се концентрира потрошувачката во оние маркети кои што се поконкурентни и на таков начин ќе се направи притисок и врз останатите да може да имаме општо намалување на цените по маркетите. Професор Трајков е дециден дека за успешноста на мерките е пресудна институционалната подготвеност истите да се спроведат, односно да не се остави простор и можност за манипулации.
Советите на општините Битола и Дебарца донесоа одлуки за воспоставување на меѓуопштинска соработка и за формирање на заедничка комисија во процесот за отварање регионална депонија за 18 општини во југозападниот и пелагонискиот регион. Советот на општина Битола едногласно го прифати предлогот за меѓуопштинска соработка за отворање на регионалната депонија во Новаци за потребите за одложување и преработка на отпад од 18 општини во југозападниот и пелагонискиот регион. Едногласно беше изгласана и одлуката за формирање на заедничка комисија за основање на јавно претпријатие за регионално управување со отпад помеѓу општините. Истовремено и Советот на општина Дебрца на последната седница која се одржа во петокот донесе одлука за прифаќање на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините и решение за именување членови на заедничка комисија. Новата регионална депонија ќе биде сместена наспроти постојната дива депонија Мегленци, што ја управува Битолското јавно комунално предпријатие. Таа ќе се гради североисточно од најблиското населено место селото Новаци. Проектот за воспоставување систем за управување со отпадот во југозападен и пелагониски регион опфаќа изградба на 4 претоварни станици, набавка на комунални возила и доекипирање на јавните комунални предпријатија во општините, како и воспоставување задолжителна примарна селекција на отпад. Според најавите од Министерството за животна средина и просторно планирање, регионалната депонија во Новаци се очекува да биде изградена до крајот на 2027 година, за што се обезбедени 22 милиони евра со кредит од Европската банка за обнова и развој. 9 години мајката на убиеното момче Димитар Матиловски на новогодишната ноќ во Охрид чека правда. Убиецот, српски турист Бојан Угреновиќ, осуден на 16 години затворска казна, е на слобода. 8 години тој е недостапен за органите на прогонот. 9 години по убиството на 26-годишниот Димитар Матиловски од Охрид, убиецот, српскиот турист Бојан Угреновиќ од Крајлево е на слобода. Мајката на момчето кое беше претепано на смрт пред кафуле на новогодишната ноќ се уште чека правда. Таа обвинува за низа пропусти во судскиот процес, поради што измина законскиот рок за притвор, па така убиецот осуден на 16 години затвор исчезна. Замислете како една мајка се чувствува и после 9 години да не е пронајден убиецот на незиниот син. Барам од државата да го пронајде убиецот Бојан Угреновиќ, а и да се преиспитаат сите кои учествуваа во судскиот процес и кои го пуштија убиецот на слобода. Со скршено срце и неизмерна тага, пензионираната учителка ја подготви петтата книга Мојот живот после изгубен живот. Вели, додека е жива, не се откажува од правдата. Ова моја пета книга ја посветувам на другарите на мојот син Димитар Матиловски, кој го нарекуваа Матил. Другарите на Димитар отидоа во Белград да го подржуваат Јован Пепелко, кој успеа по белградските улици со ликот на мојот син на маицата да го истеча белградскиот маратон. Книгата во која мајката Драгица ја соголува својата душа и отворено раскажува за болката и тагата по синот, ке се продава во библиотеката во Основното училиште Григор Приличев по символична цена од 200 денари. Сите парични средства од продажбата на книгата ќе одат во хуманитарни цели. Овој пат сакам да одат кај деца со социјален ризик и заедно со своите другарчиња додат на екскурзија која се изведува во 9 оделендија. Димитар Матиловски беше претепан на смрт на новогодишната прослава во Охрид во 2016 година. Убиецот во јули 2017 година беше пуштен да се брани од слобода. Од тогаш е недостапен за органите на прогонот. Предавање на темата диабетично стапало, диагноза и превенција. Утре, 4 март, во Националната установа библиотека Григор Прличев, доктор Арсо Митрески ќе одржи предавање на тема диабетично стапало, диагноза и превенција. Шеќерната болест го забрзува затнувањето на крвните садови во мозокот, очите, срцето, бубрезите и во нозете. Најосетливи на недостатокот на крв во нозете се нервите, заради што болеста почнува со симптоми на трнење, печење и болки во стапалата и нозете. Симптомите најмногу се изразени кога пациентот мирува, односно за време на одмор и пред спиење. Тоа е диабетична невропатија. Предавањето ќе започне во 12 часот и е отворено за сите заинтересирани граѓани, а докторот Митрески ќе одговара на сите прашања на присутните. Организаторот на настанот е Сдруженијето на лица со диабет Охрид,
кој деновиве подпиша меморандум за соработка со Охридската библиотека. Од ноќеска на полноќ нови поевтини цени на горивата. Малопродажните цени на бензините, дизелот и на екстра лесното масло за домаќинство од ноќеска на полноќ ќе се намалат за 1,5 денари за литар, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на бензинот Евросупер 95 ќе изнесува 77,5 денари за литар, а на бензинот Евросупер 98 новата цена ќе изнесува 79,5 денари. Дизел горивото ќе се продава по цена од 72 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство за 71,5 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 1,2 денари за килограм и сега ќе изнесува 45 денари. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.